не бирам време ниту место каде би можел да поделам некакво искуство. Ова споделување се однесува на депресивната празнина, а овде сум затоа што надвор врне дожд, а моментот на инспирација ми е сега и овде и би сакала да го споделам она што со вас го доживеав баш во процес со индивидуа кој што лично мене ме импресионира, но за жал не го сака дождот и не го обожава како јас што го обожавам. Некоја се преиспитувам зашто го обожавам. Меѓутоа, искуствено говорејќи, кога се вакви временските услови, сивило, дождливо, магла, тешко, најмногу имам разговори на тема депресивна празнина со моите почитувани клиенти, а тие говорат за некој момент на безсмисленост. Депресивната празнина не станува збор за болест, туку станува збор за сигнал кој што се пројавува и сигнализира дека нешто навистина не е добро со нас и дека е првиот момент на првото ниво на чекор од депресија, кога треба да се интервенира и да се побара психолошка помош. Во суштина тоа значи дека депресивната празнина е едно замрзнато чувство. Не чувство на отсутност, затоа што тоа е малку посериозен настан од замрзнатото чувство, туку чувство во момент на резигнација, не во момент на паника, бидејќи тоа е сепак една малку посериозна фаза, во момент на резигнација кога клиентот потонува во своевиден нихилистички очај. Тогаш, најчестото прашање што го поставува е на безсмисленоста, констатација би можела да кажем, и прашањето се однесува зошто животот е безсмислен. Констатацијата се однесува на тоа зошто живеам безсмислен живот. Навидум, личноста е функционална, многу добро ги извршува сите обврски, посветени родители, пожртвувани работници, исполнувачи на цели, исполнувачи на даден збор. Тоа се високо котирачки луѓе, кои што во момент на психотерапија велат: работата ми е безсмислена фарса. Она работа за која што толку многу се образував, толку многу се жртвува да го достигнам нивото на успех, сега ми е само безсмислена фарса. Кога говориме за врските, оние кои што се ги исполнуваат емоционално, кои што им значат многу, или врската која што толку многу ја посекувале, ја добиле, ја освоиле и живееле во таа нивна еуфорија, на крајот велат дека таа врска што мене ми носеше радост, сега е една празна театарска представа со повторувачки ритуали и веќе видени, слушнати, напрегнати, маскирани фарси. Во секој случај, освен работата и врските на моите клиенти кои што имаат депресивна празнина, говорат и за целите за кои што им биле животно оптеретувачки, кои што сакале многу да ги реализираат, и откако ќе ги реализираат тие цели, велат дека сега во чувството на безсмисленост постигнатите цели ги чувствуваат како шупливи и празни. Пак ќе кажам, кога говориме за депресивна празнина, не говориме за некаков вид на заболување, туку на некаков вид сигнал, кој што можеби ќе ни овозможи да се спознаеме во првиот контакт со таа депресивна празнина и да го разрешиме она што нас не замрзнува. Многу последици има депресивната празнина, односно и причинители. Не говорам сега во ова видео за трауми, за стресови и други работи, туку ќе говорам само за оној момент кога самата личност се почувствува дека во незиниот живот не направила лични избори, туку живеела според очекувањата на другите. Тоа најчесто го говориме и со изразот го споредуваме живот на автопилот. Станувам, ги извршувам врските, сите одговорности, меѓутоа мојата личност некаде далеку лебди над површината, никако да се почувствуваме дека го живееме нашиот собствен избор и нашите лични избори, затоа што другите очекуваат, односно околината очекува токму од нас да се однесуваме така како што треба да се однесуваме. Во депресивната празнина се забележуваат високо интелектуални личности кои што не ги реализирале собствените можеби таленти, а можеби и надарености, но и обичната личност која што се потрудила да ги прифати сите општествени норми, ги живеела, ги изработила, ги
донела на вистински пат, сите оние цели ги постигнала и врвот од тие цели, повторно чувствува депресивна празнина. Зошто? Па при разговор во психотерапија најчесто откривам дека клиентите имаат своји креативности и автентичности во пристапот на смислата на нивниот личен живот. Меѓутоа немаат храброст тоа да го направат и немале храброст затоа што во минатото им биле вградени интроекти што смеат, што не смеат, што мораат, што не мораат, најчесто што мораат и најчесто што треба. Во потрагата на тоа ослободувачко чувство биле обесхрабрувани и постојано се враќале што ќе рече околината, што ќе рече народот и затоа не го живееле автентичното јас. Депресивната празнина е сигнал дека нешто треба да се направи. Ако вашето општество ги поставило нормите на смислата на животот и вие сте ги прифатиле, веројатно ќе се случи, ако доживеете депресивна празнина, ваше преиспитување. Во моментот кога преку тераписки процес ќе се осознае суштината на депресивната празнина како замрзнувачка состојба на вашите емоции, во тој која што најчесто и продуцира тагување, меланхоличност и, како што кажав, нихилистички пристав, нихилистички очај, во тој момент можеби ќе се издигнете над сета таа ситуација и ќе правите ден по ден работи кои што ви се соодветни за вас, кои што ви причинуваат задоволство и кои што ќе ве издигнат како еден вид сатисфакција од она што кога требало да правите лични избори, не сте ги направиле во реалната смисла на зборот. Затоа, уште еднаш ќе кажам, кога ќе почувствувате некоја нихилистичка потреба за безсмисленоста на животот да се идентификува или да се интерпретира на некој начин, побарете стручна помош за да се бидете водени во процесот на пронаоѓањето на причините на таа депресивна празнина, која што можеби ако не ја обработите, ќе ве доведе до повисоки стадиуми на некаква сега е состојба или сигнал, меѓутоа и на некоја малце посериозно заболување.